Здраво Македонија, добре дојдовте во вечерното шоу во кое ќе анализираме постапки на полицијата по трагедијата во Кочани и постапки на трагедии од полицијата после трагедијата во Кочани. Односно преведено, во вториот дел од емисијата ќе разговарам со екс-шеф на УБК, а во првиот дел ќе ги анализираме тезите на Љубомир Фрчковски, некогашниот професор на УКИМ, екс-министер за внатрешни од времето на атентатот врз Киро Глигоров и до неодамна амбасадор на Македонија во Обединетите нации. Па да започнеме од екс-амбасадорот и екс-министер Фрчковски, кој кај колешката Билјана Секуловска го анализираше постапувањето на институциите по Кочанската трагедија. Трагедијата, осем на нас сите, ќе биде залепена на оваа влада, ама може да мисли дека со оваа хистерична и као грогиран боксер удирање по сите страни, лево и десно, ќе ја отргне од себе одговорноста, но не, тоа ќе биде дефинитивно и вечно залепена трагедија за оваа влада, за овој премиер, за ова време кога они владеат. Види што било меѓу поважните работи за Фрчковски. Трагедијата ќе останела залепена за оваа влада. Како да е тоа најважното. Готово, демек си имате трагедија, со здравие да си ја носите како залепена за вас. Малку многу чуден начин на размислување или пак можеби не. Чисто за споредба. Модуларната во Тетово е трагедија залепена за минатата влада, која 2 недели од прилика по трагедијата немаше ниту еден приведен за истата. На крај кабелот беше крив. Сега за 48 часа 34 приведени и по притвори завршија, ама што има да каже Фрчко за ова? Ќе остане залепена. Види, ќе остане залепена ако обвинителот ја истера работата до крај како првата голема трагедија која доживеала темелна истрага и завршница со одговорност. Зашто? Да се разбереме. По начинот на размислувањето дека треба строго политички да се пристапува, може да претпоставиме дека Фрле би действувал во насока како да не се добие впечаток дека институциите действувале неселективно и темелно, туку напротив. А зошто? За да залепената трагедија остане пример за некаква неправда, а не пример за правда. Ете, од 2 негови кажани реченици, цела анализа ви направив, ама не ви е чудно ова што го слушате, сигурен сум, бидејќи го знаете човекот. Главнината на одговорноста мора честно да ја изнесат, не можат од неа да бегаат, не можат да се претвараат, смешни се овие ефтини ВМРО-вски слики дека премиерот е како Свети Ѓорѓија која убива аждајата, односно корупцијата во системот. Тие приказни, тоа е дете исто на системот. Тоа така не оди. Во филмовите се вика тоа мора да го гризнат ножот. Ќе го гризнат ножот и честно ќе ја соочат одговорноста. Џабе била објавената борба со административната мафија. Таа може сигурно, според Фрчковски, само шарените уличари да ја тераат, а власта требала да го гризне ножот, вели. Повторуваме, ова го зборува човек кој после атентатот на Киро, додека беше министер за внатрешни, од последици доживеа ништо, ама затоа сега многу знае за гризење ножеви. Пазете, истрагата се уште трае. Ја води обвинителот Коцевски, биран патем од минатата власт, но Фрле е упорен да ја, како што вели, залепи трагедијата за оваа влада. Зошто? Еми за политика. Зошто? Кој примарно гледа политика после трагедии? Тоа верувам дека досега ви е добро познато и веќе видено. Одиме понатаму. И сега, интересно е што интересно. Моето прашање се однесува на сите се ова поранешни, генерално се поранешни, министерот за економија Бектеши, например, има веќе одредено 30-дневен, се извинувам, едномесечен притвор. Зошто е? Сега, имате ли објаснување? Па потоа ќе говориме и за полицијата. Како може Фрчковски да има објаснување зошто бил одреден притвор за Крешник Бектеши? Како? Освен ако не е објаснувањето она од ДУИ, дека ова било етничка неправда, а не истрага која треба да открие што доведе до трагедијата. А неизбежно е тука прашањето и за нелегалното дозволување да работи објект кој не смел да работи. Она за митото за лиценците и за фалсификатите на лиценците. Ама пак ДУИ не му беше толку фокус на Фрчко. Тој гаѓа само и само кон полицијата. Еве и како. Не, овде постојат 2 нивоа на одговорност. Една сега ќе наречеме вертикална одговорност, директно поврзана со случајот. Околу неа се одговорни лицата кои дозволиле пиротехнички материјал да се запали во затворениот простор. Кои дозволиле да се запали, не ти затоа значи, што... они морале да дадат дозвола. Добро.
Они го контролираат нивното користење, они можеле да го запрат концертот ако почна Кои се злоупотреба тие? нивна. Добро. Тоа е само единствено полицијата. Нема тука економија, нема ништо друго, само полицијата дава апсолутно. Тука е кристално А јасно. од каде би знаеле одговорност. полицајците? Според Фрчковски, кристално јасно било дека полицијата е одговорна. Зошто? Затоа што некој во затворен простор запалил прскалки. Зошто? Затоа што вели полицијата морала да даде дозвола. А што ако не дале? Полицијата го контролирала користењето на пиротехника. Уште една лага. Полицијата контролира компании кои работат со пиротехника, а нема полицаец на секоја свадба каде, например, се палат вакви прскалки или пак полицаец на секоја новогодишна забава каде има огномет. Ама Фрчко сака да каже, ова со лиценците, фалсификатите, тоа е небитно, тоа е неважно. Полицијата била виновна што некој во затворен простор запалил онакви прскалки. И логично прашува водителката, како би знаела полицијата за тоа? Следи одговорот. Ако нема, па има 7-8, имате сведоци, вчера на телевизија, Добро. вика пред нас влегува 7-8 полицајци, они биле таму во контрола на наркотици, не знам што. Они имаат должност, ја и ти не ни е гајле од кај они дознале. Они имаат должност да дознаат, бидејќи настанот е од таков тип, да мора да има анализа на ризикот од така голем настан, со така голема публика во едно мало место. Тоа се прави, полицијата тоа го прави секогаш. И тоа се прави, полицијата тоа го прави секогаш. Аха, значи полицијата веројатно морала разузнавачка сложена операција да спроведе за да открие дали на закажан концерт на некој бенд во Кочани има планирано палење на прскалки, па ако има да спроведе темелна акција и да го спречи истото. Само што не е така според законот. Според законот, фирми кои добиваат лиценци или дозволи да работат со пиротехника се одговорни фирмите да го пријават истото 5 дена пред настанот. Да ракува стручно лице со истите. И генерално за сето тоа да биде во најдобар ред, одговорноста е кај организаторите на настаните, кои треба да ги следат низата на мерки, правилници и закони кои очигледно не се следеле. Како ни безбедносните проверки генерално за просторот кои требало да ги врши Дирекцијата за заштита и спасување, поради што и двајца екс-шефови на ДЗС се во притвор, предпоставувам. И полицајците на терен кои гонат трговија со дрога или пак бркаат малолетници после полноќ, може да знаат кога ќе видат факели прскалки дали се по закон или не. Како? Никако. Само во главата на Фрчковски е тоа, можно и во крими филмовите. Во реалниот живот и на терен, ентеше бара дрога, оние за малолетничка деликвенција бараат малолетници, не запираат коли на улица да им проверуваат возачки или сообраќајни, тоа го прават сообраќајци. Кои пак сообраќајци, например, ако се најдат во диско и видат запалени факели, исто така не може да знаат дали организаторот тоа го прави на диво или не, дали просторот има лиценца легална или сомито платена. Така јас ја разбирам законската регулатива, ама Фрчко има некои други идеи. Да била трагедијата што залепена на власта, конкретно преку МВР. Еве да предпоставиме дека дискотеката имала легална лиценца. Се било во ред со тоа. Повторно не сме да се запали ништо внатре во затворен простор. Повторно можела да настане трагедија и при легална лиценца, ако дозволат да влезе и да се запали пиротехнички материјал од тој тип, за тоа е одговорно само МВР. Еве да предпоставиме дека дискотеката имала легална лиценца. Ова е веројатно најсрамниот дел од оваа блесава анализа. Еве и да била легална лиценцата, вели, а не фалсификувана како што била, пак можело некој внатре да запали прскалки и за тоа било одговорно само МВР. Како? Никој не знае. Сигурно се чудат и во Дирекцијата за заштита и спасување, која презема многу ингеренции од МВР, кога се формираше како служба пред 20 години. Ама ова, еве и да била лиценцата важечка, тоа е најбедниот момент. И да била, ама не била. Ако била важечка, некој ќе проверувал дали објектот исполнува услови, а не за 6-7 илјади евра мито да добие дозвола да направи потенцијална катакомба. Така да не може да зборуваш за одговорност и спроведување закон, а да жонглираш со фрази од типот еве и да имало важечка лиценца, пак МВР ќе е крива ако не гледа на графчиња дека некој ќе запали внатре нешто. Оваа теза е на исто ниво со онаа на Дуи, кои тврдеа дека дури и фалсификуваната лиценца истекла 2 дена пред трагедијата. Зашто исто така нормално била крива власта, а не оној кој ги продавал лиценците без да има проверки за истите. Ужас. Лицата кои тоа не го направиле,
кривично се одговорни без дискусија и нив со лисици треба да ги носат. Ама чекајте, Во притвор. што треба тие да направат? Да ги претресуваат сите луѓе? Не, они мора да во влезат и да забранат употреба на било што друго. Они мора дозвола да дадат на тоа. Прво, МВР не дава дозволи за палење прскалки во диско. Тоа може да го даде Дирекцијата за заштита и спасување. МВР дава дозвола на компании да работат со пиротехника, да тргуваат, да изнајмуваат под строго дефинирани услови, стручност и правила. Значи, Фрле лаже дека МВР требало да даде дозвола на Перо од фирмата Пиро Перо, например, да запали прскалки било каде. Второ, како може МВР однапред да знае дека некој ќе направи такво нешто во објект со, да повториме, фалсификувана, подкупена дозвола за работа, во кој објект не биле направени проверките при она стандардно, регуларно издавање на дозволи за работа. Што пак за Фрчковски е небитно, демек што ако немале легална лиценца. Така барем звучи човекот, дека тоа не му е ни важно. Експертот, кому среде бел ден му дигнаа председател на држава во воздух на негова смена, очигледно знае многу за одговорностите на МВР. Она што го рече министерот, што е крајно несмислено, Министерот глупаво, за внатрешни. дека Добро. тие средства ги донел некој од групата, Да. осем што е катастрофа. И тој е осомничен. Катастрофа од изјава. Добро, и Бидејќи осомничен. де факто групата обвинува за палежот. Да. Тоа го прави со Да, таа да. изјава, не разбира што збори. Министерот се повика на дадена изјава дека групата, некој од групата ги донел средствата. Може би изјавата не е така, или може би не е точна, може би ја дал некој во бунило веднаш по несреќата. Бидејќи имало во оваа дискотека и претходно низа на настани, што ги гледавме нели отпосле на слики, каде се користеле пиротехнички средства. Ама Фрчковски вели, не е важно кој ги донел, кој ги поставил, не е важно кој ги вклучил прскалките во диското. Не разбирал Тошковски што зборува. Ајде добро да видиме како зборува некој што разбира. Независно од тоа кој ги донел материјалите. Да. Значи може да бидат купени пред клубот, може да бидат донесени од некого таму, од групата, од кого сака. МВР е задолжена да го блокира тоа, да не даде дозвола и да контролира внатре дали евентуално има злоупотреба нивна. Тоа е причината, види. Не е дозволата. Вау! МВР била задолжена да блокира продажба на пиротехника, да контролира внатре и да не дозволи внатре да се употреби пиротехника. Односно се враќаме на тезата дека треба да има полиција во секој објект во Македонија, кој ќе следи дали некој пали нешто. Пример, и во телевизијава сигурно не смее некој да пали нешто и сега треба да има полицаец овде до мене и да види јас да не извадам од некаде прскалка и да ја запалам. И ако тоа го види полицаецот, да го блокира истото и да не го дозволи палењето на прскалката. По истата логика, МВР, може да каже Фрчко, дека е задолжена да биде на секој чекор во Македонија и кога ќе види некој да вади пиштол или нож, веднаш да го блокира. Ако не го стори тоа, да биде директно одговорна за некој немил настан. Или пак, може да има полицаец во секој автомобил во Македонија, па кога ќе види некој да вози пребрзо, веднаш му ја дига рачната и му пишува казна. При тоа да повториме, не било важно што постои фалсификат дозвола за работа, односно дека претходно, според обвинителството барем, сомнежот е дека се плаќало мито за да се обезбедат лажни неточни документи за работа, без да се провери дали објектот има хидрантска мрежа, доволно ПП апарати, доволно излези за, не дај Боже, ситуации. Дозволата е страничен доказ дека местото не е окей, али не морала да се случи трагедија. Ако еве нема дозвола, има 40-50 клуба без дозвола, не се случува трагедија секаде. Па супер, дај тогаш сите нека работат без дозвола, бидејќи кој ја тркала регулативата за кризни состојби? Еве нека работат сите без дозвола, само да не пуштаат пиротехнички средства во локалите. Многу јака правна логика, професоре. Еве, ајде да замислиме една ситуација. Некој младинец шмрка кокаин додека е на работа. Што? Голема работа, нели? Ако не направи некакво кривично дело додека е под дејство на наркотици, голема работа. Нели се шмрка кокаин на многу места, па нема трагедии. Може и така да ги поставиме работите, нели? Или пак МВР е должно да биде во секоја канцеларија присутно и кога ќе види како некој прави линија од кокаин пред него, да го блокира и да го спречи користењето на наркотици. Би сакал да чујам став и по ова прашање. На пресод на јавниот обвинител има за све друго. За све друго, кој дал дозвола, кому нема за злоупотребата на, односно недавањето дозвола за пиротехнички материјал, што е директно
предизвикување на трагедијата. За тоа е одговорено Министерството. Повторно лага. МВР не дава дозволи за користење пиротехнички материјал во некој локал. Колку што барем јас знам да читам закони. МВР дава дозволи на компании кои работат со пиротехника. И меѓу другото инспекции контролираат каде пиротехниката е чувана, со што се превезува и така натака. Овластени фирми и лиценцирани лица треба да ги употребуваат пиротехничките средства, конкретно еве прскалиците, со претходна должна најава 5 дена однапред дека тоа ќе биде сторено. Не може екс-министер за полиција да не знае какви се законите. Екс-професор на УКИМ да излегува на телевизија и да пласира политички глупости без да знае што зборува. Зошто? За страшната трагедија да биде, како вели, залепена на власта. Јебало те залепување, 60 души трагично загубија живот. Ти ко Сивоња бараш политички жртви, а не истрага согласно процедури и закони. Невероватно. Политичната вечер. Ова не е обвинение, моја грешка беше претходно. Не контролирале и овозможиле влез на деца во објектот. Значи, говори за физичкото пропустите на обезбедувањето, но пропусти на обезбедување тука МВР не можам да видам, и дека и не спречиле внес и користење на експлозивни материи и пиротехнички средства. Не, тоа е работа на МВР, не е работа на обезбедувачите, дефинитивно по закон. И за тоа се одговорни МВР, тука да нема дискусија. И за тоа се одговорни МВР, тука да нема дискусија. Ама има дискусија, бидејќи не е така по закон. Не станува нешто по закон затоа што Фрчковски ке рече дека е по закон. Туку станува закон кој ќе биде напишано во закон и законот ќе биде изгласан во собрание. Сега, докаде ќе одат со ова е сега escape стратегија која нема да застанеме во борба против системската корупција или ќе не нема тие приказни досадни, им дава карт бланш да се развие познатата репресивна архива на ВМРО. Сега, они како што гледате, почнаа да земаат лиценци, не само лиценци да проверуваат, сега почнаа градежни дозволи да земаат, затвараат објекти, влагаат во објекти пренко. Добро, треба ред некаков да се нека поведе. прават ред оваа година мора. претходно за да избегнат стратегија на несреќа. Сега, кога го прават тоа френетично со насилство, како да активни се, тоа нема врска со несреќата. Не, предоцна е воопшто сега тоа да е се како прави. полицајците после несреќата со Фросина, што казнуваа за паркинг пред Буњаковец. Интензивно казнуваат, тама ги растурија луѓе во што седнуваат 5 минути. Тоа е сега проблем. И жестокото расчистување со наталожените коруптивни шеми децении наназад. Нема врска со несреќата тоа, ама има врска со идни несреќи. А со несреќата има врска кој дозволил да дојде до неа. И тоа обвинителството го истражува. Пазете, и сообраќајната несреќа, сообраќајното убиство на Фросина го става во контекст. Демек, после свадба, тапани била таа жестока контрола на МВР после несреќата. А шоферот бил изведен тој пред системот на одговорност, кој можеби му прогледувал низ прсти, народски кажано, како што имаше големи сомнежи околу тоа. Ама и тоа според Фрчко е веројатно вина на Тошковски, а не на оние кои не го санкционирале соодветно. Тоа нема врска со несреќата која се случи. Она треба претходно тоа да го правеле. И ќе превенирале некаква несреќа. Евентуално, или претходно овие лиценци да ги правеле, онда можеби или притисокот на натрешни да го затегнат, никого не пуштете да бекне петарда, и знаете, они ќе стегнат, нема да се случи несреќа, знаете, директно, нема се да не прават они нас будали. Или претходно да го уапселе дилерот на кока, немало да се случи некој да ја користи на работното место и партиски другарчиња да го сликаат па да му се одмаздат кога ќе проценат дека тоа е најподобно. МВР е криво и за таа несрекна фотосесија, сигурен сум, но и ВМРО ДПМН, како што кажа самиот подмладок во оваа фамилија. И вели, не правете будали. Ке каже куп лаги, ке истропа куп глупости, па после ке каже не правете будали. Неверојатна ароганција, неверојатна. Криве овој што издала лиценца, не знам, пред 10 години, па немојте, безобразно е тоа. И тоа е желба за се отстрани од себе одговорност. Тоа е неприфатливо. Тоа не гневи. Не го гневи тоа што се дозволувало да работи потенцијална темпирана бомба
со помош на мито и корупција, како што вели обвинителството, туку го гневи постапувањето во случајот и уапсените 34 лица. Не го гневеше модуларната во Тетово на ваков начин. Не видовме ништо од него на таа тема. Туку го гневело тоа што обвинителството сега го заклучува согласно законите. Сега во периодот што следи, нас ни следи едно перење на таа гилт, на вината која чувствува Лечката партија, и тоа е она нервозата и стравот дека ова ќе биде дефинитивно залеп најголемата трагедија од независноста на Македонија, залепена за нив и нивната власт, ќе биде проектирана во репресија према сите наоколу. Повторно истиот муабет. Само тоа кому ќе му била залепена трагедијата, како да е важно, човече Боже, а не откривањето на виновниците кои довеле до неа и спречувањето на идни трагедии. Не, само кому ќе му била залепена трагедијата. Ужас. Знаела цела држава дека има концерт. Значи не говориме сега за лиценците. Да, знаела цела држава дека има концерт. Значи не говориме сега за лиценците. Абе да, не цела држава, мислам дека целата планета зуеше дека ќе има концерт на ДНК во Кочани. Тога што требале да прават тие командири, началници во тие полициски станици? Знаете што? Да им дадат наредба на полицајците? Знаете што, ние се оптоваруваме сега со нешто што е пропишано прецизно кај полицијата. Да, добро, законите не можете да ги знаете на памет. Задолжени се за контрола при влезот на во објектот, посебно тој тип, за да не се внесуваат таков тип на материјали. Полицијата е задолжена за тоа. Доколку има најава од групата, они требале да го земат тоа во обзир и да издадат дозвола. Не може, може, овие може, не може други. Прецизно е тоа, јасно е. Нема што се замараме јати. Прецизно е и јасно напишано и нема што да се замарате, освен што се замарате и освен што кажуваш неточни работи. Не постои закон според кој полиција стои пред секој ресторан, кафиш, диско и те претресува што внесуваш внатре. На стадион кога одиш, не те претресува полиција што внесуваш и така натака. Друг го прави тоа според закон, друг дава дозволи. Може со дозвола издадена и најлегално пријавена пиротехника повторно да има некоја несреќа. Ако објектот не ги поминал безбедносните проверки строги, кои морал да ги помине ако легално стекнувал лиценција, а не на диво и со мито. Не знам колку омраза треба да имаш кон политички противник за да тресеш вакви лаги и глупости, особено што се злоупотребува трагедија во таа функција. На вистина не знам и фала Богу што не знам, бидејќи се осеќам колку толку како нормален човек. Малолетниците уште немаме многу време, ама е важно. Колку 6 малолетници се загинати. Да, починале. Тоа се луѓето кои ја спроведуваат личните карти. Личните карти може да ги спроведуваат полицајците. Може и тие. Не може други приватни лица да им бараат лични обезбедување? карти. Не, видете на запад обезбедување и сите бараат, знаете и сами. Во продавница ќе ви побараат лична карта. Не, видете на запад обезбедување и сите бараат, знаете и сами. Во продавница ќе ви побараат лична карта ID. Во принцип личните карти легитимирање може да бараш од властени лица. Не може да овластени, но при влезот у клубот може неформално да бараат. Мораат да бараат, да. Меѓутоа, што е проблемот да имало полицајци пред тоа? Да, што е проблемот? Кај биле полицајците? Да, што е проблемот? Кај биле полицајците? Кај биле полицајците? Пак лаже. МВР нема должност да проверува пред секој угостителски објект кој влегува во него и да бара лични карти. Па после вели што е проблемот да имало полиција и да стои на врата, кај биле полицајците. И ова го говори иако има еден загинат полицаец кој бил дел од акцијата за проверка на малолетници во диското на Кобната вечер. Језиво да поезиво не може да биде. Кај биле полицајците? Мислам, што е проблемот во еден настан годишно од таков тип да има таква небрежност? Зашто? Зашто проценка била, ајде тие наши се пушти ги децата, не ги нервирај. Што се случи? Добро, значи алоцирате целата вина пред во вертикалната одговорност и полицијата. Јас не знам како не му е срам, особено да пласира вакви дебилоидни тези од типот имало проценка, ајде наши се пушти ги децата, не ги нервирај. Што зборуваш, човече? Срам и резил. Срам и резил. Во очекување на следната анализа на тема
Кај била полицијата во канцеларијата на Малиот да го спречи да вовлекува кокирби со носот од белото? Или анализа на тема, кај била полицијата да спречи среде Белден да се дигне во воздух председател на држава? Или анализа на тема, кај била полицијата да спречи подкуп на председател на држава преку министерот за внатрешни за да го продадеме името? Или пак, кај била полицијата да спречи кокаин да исчезне од депото на МВР? Или пак, анализа може да направиме на тема, кај била полицијата да претресе све живо и диво после Ласкарци, модуларната, Беса Транс и така натака, за може би тогаш да ги оправи работите и да не доаѓа до хорори како оној во Кочани, а не сега да падавичариме дека леле, после свадба тапани сега полицијата тресе. Што не тресеа, тогаш може би немаше ова да се случи. Во очекување на сите овие одговори, кои нема да дојдат, одиме на разговорот во студио. Вечерва со екс-шефот на УБК Горан Митевски. И тој има што да ни каже на оваа тема. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив, за втор пат во вечерното шоу, после првата емисија која што за мене беше така предизвика едни силни емоции и впечатоци поради пребогатото искуство на мојот соговорник и начинот по кој што ги објаснуваше работите. Вечерва по втор пат во вечерното шоу гостува Горан Митевски, поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, така се викаше на времето, денес малку поинаку. Добро вечер, Горан, и добре дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Така некако испадна да сега по втор пат поразговараме во еден тежок период за целата држава, тежок период за целата нација, кога сите очи на граѓаните се, ајде малце сега патос да употребам, се навлажнети од, насолзени од случувањата на 16 март во клубот Пулс во Кочани. Од друга страна, сите очи на граѓаните исто така се вперени и кон државата, односно институциите на системот, што преку процес на анализа да се согледаат причините кои што доведоа до една таква трагедија, од друга страна што преку анализа на актуелното делување на институциите и начинот на кој што тие се справуваат со состојбите какви што се, односно состојбите какви што се деновија, често го слушаме тоа, нели, 30 и кусур години, меѓутоа едноставно како да ескалираше енергијата и нормално е после една ваква најголема трагедија во независна Македонија да се поставуваат мал милион прашања. Па би сакал да започнеме од тука, имајќи го предвид твоето искуство, твоите знаења, како дај ми еден осврт, не мора директно и првично за постапувањето на институциите, дали си задоволен, незадоволен, како ти делуваат, туку генерално еден општ осврт на состојбата, на трагедијата, на емоциите во јавноста, реакциите на граѓаните. Ги следам, речиси, сите емисии поврзани со настанот во Кочани, во дискотеката Пулс. Ги следам исто и социјалните мрежи, каде што гледам најразновидни интересни настапи на одредени луѓе кои тврдат дека Министерството за внатрешни работи имало комплетна одговорност, односно во сите аспекти на дејствувањето од почетокот со издавање на лиценца, па преку обезбедувањето, преку внесот на пиротехничките средства. Меѓутоа, мораме да појасниме во вашата емисија и да ги разграничиме тие работи, бидејќи во 2005 година е донесен закон за заштита и спасување. Со тој закон е формирана Дирекцијата за заштита и спасување, кој од МВР ги превзема комплетно сите активности кои претходно МВР издавала дозволи за заштита од пожари, за пиротехнички материјали. Постоеше еден сектор во МВР кој беше доста активен и силен на терен, кој во секојдневни контроли изрекуваше големи казни и за жал со тој нов закон за заштита и спасување, тие ингеренции комплетно преминаа во Дирекцијата за заштита и спасување. 2005, значи тогаш е формирана ДЗС. Да, 2004 е донесен законот, важи од 1.1.2005, а со тој закон е формирана Дирекцијата за заштита и спасување.
Значи, комплетните ингеренции во врска со противпожарни апарати, во врска со елаборат за заштита и спасување, сите работи кои треба да ги исполнува еден објект од безбедносно-технички аспект, ги презема таа дирекција за безбедност и спасување. Нивни инспектори вршат контроли на терен. Дали има доволен број на влезови излази, спрема квадратурата и дејноста на објектот, колку противпожарни апарати и од кој тип. Се што покрива она процесот, пример на зошто се лиценците битни? Имаше некои обиди да се, конкретно примерот Дуј, бидејќи нивниот екс-министер Крешник Бектеши е според обвинителството на некој начин поврзан со издавањето на лиценци кои што не смеело да бидат издадени бидејќи објектот не ги исполнувал објективно условите. Значи се што е на процес на проверка поврзана со кога државата гарантира дека нешто задоволува некакви услови, тоа го врши дирекцијата за заштита и спасување. Министерството за внатрешни работи само во еден дел има своји ингеренции и јас овие денови во контакт со сопственици на слични објекти се изненадив од тие дозволи кои ги издава Министерството за економија, во кои пишува дека иако Министерството за внатрешни работи не се согласило согласно законот за прекршоци за јавен ред и мир, односно дека објектот не ги исполнува условите и тоа стои во самата лиценца на објектот, дека Министерството за економија издава дозвола за угостителска дејност на објектот. Има такви сопственици ви Да, соопштиле тие дека ми ги поседуваат презентира таквите лиценци во и кои покрај МВР што не се согласува, економија дозволува. Економија дозволува. Пример за сообраќајно решение дека нема добро за бучава, пристапност на од комши, пријави, нели сето тоа мора да се земе предвид кога Тоа е делот на МВР каде што ја врши таа контрола и каде што издава свое мислење. Но економија вика, добро, мислењето ваше си е го остава да стои во лиценцата како образложение, меѓутоа нагласува само дека МВР не се согласува, односно дека објектот не ги исполнува тие услови, сепак издава. Да. Нели? Да, голем абсурд. Исто така и во делот на обезбедувањето слушаме каде била полицијата, зошто е дозволено сето тоа. Во 2000 година е донесен законот за приватно обезбедување. 2000-те. Да. Со тој закон комплетно обезбедување на музички, спортски и други настани од јавен карактер се во ингеренции на агенциите за приватно обезбедување. Тоа е по закон, организатор мора да има некоја агенција која што ќе го Ние гледаме на сите фудбалски надпревари, кошаркарски и на во некои дискотеки лица кои носат фосфорни жолто-зелени лечиња каде што пишува security. Тоа се лиценцирани припадници на агенции за обезбедување кои пред настанот, 5 дена пред самиот настан, мора да побараат дозвола, односно да достават безбедносна проценка и проценка за ризик на настанот во кој тие учествуваат со свое обезбедување. Тие изготвуваат? Тие изготвуваат и само се должни во рок од 5 дена претходно да го известат МВР. А МВР после да направи своја, можеби, проценка или не, дали треба пример за спортски настани, нели? Гледаме и ЕБР таму, гледаме желки, така? Тоа МВР вели добро? Да. Такви настани од посебен ризик, каде што има така можност... се викаат? Аха, од посебен ризик. Посебен ризик, каде што странска држава со својата репрезентација настапува во Македонија или има можност за меѓунационални некои нетрпеливости меѓу публиката, меѓу навивачки групи. Во таа ситуација МВР, покрај тоа што Агенцијата за обезбедување, која има договор со организаторот, со одреден број на свој лиценцирани припадници кои мора да поседуваат легитимација за приватно обезбедување, издадена од Комората за приватно обезбедување, МВР со свој екипи, односно дали се тоа полицајци од посебна единица, дали се од ЕБР или од други единици, проценува дополнително со какви сили и средства ќе биде присутна на самиот настан. Бидејќи поранешниот министер за внатрешни работи, Љубомир Фрчковски, кој што од неодамна е повторно актуелен, реши да се врати во јавниот живот, откако претходно се врати од таа амбасадорска или конзулска, не знам каква мисија имаше во Соединетите американски држави, односно во Обединетите нации, чинам дека беше, се обидува, повикувајќи се нели на својата експертиза и искуство како човек кој што раководел со Министерството за внатрешни работи, зашто ќе зборуваме и подоцна,
но генерално сета одговорност и вина првенствено и пред се нација насочува кон МВР. Од ова што го слушам од вас, може да заклучиме дека таквиот негов обид може да влезе во жанрот политички препукување, односно давање на политизација на една трагедија и конкретно барање да се истркала некоја голема глава, при што тој пред неколку дена кога даде интервју, шпекулираше со името дека директорот на БЈБ бил поодговорен, но министерот за внатрешни морал да сноси морална или не знам каква политичка одговорност, не инсистираше дека е кривична, но генерално неговата теза беше дека и на соговорничката негова Билјана Секуловска, цела Македонија знаела за настанот во Кочани, божем, не знам, Rolling Stones има концерт на стадион со 150.000 луѓе, цела Македонија знаела и затоа МВР морало да знае дека ќе има настан од преголем габарит и така натака и да изготви своја безбедносна проценка, да седи на врата да проверува лични карти дали ќе има малолетници и не, да седи на врата и да не дозволи внес на пиротехнички средства во објектот. Па понатаму кога влегла полицијата, која што претходно во план спроведувала дента акција во еден припадник на полицијата за жал и загина вечерта, а барајќи присуство на малолетници или потенцијална трговија со наркотични средства, дека кога ги виделе прскалките морало веднаш да прекинат, бидејќи требало да знаат дека не е издадена дозвола и така натака. Генерално, за секоја една позиција во теоријата на случај, така, беше обвинувана полицијата, односно Министерството за внатрешни работи. Може ли тука да ми дообјасните за делот работите кои ги спомнав, зашто не е надлежна полицијата? Со тој закон за заштита и спасување се предвидени одредени лиценцирани фирми кои исполнуваат одредени законски услови да им се даде лиценца за да можат да увезуваат, да продаваат и да поставуваат на сами настани пиротехнички материјали, меѓутоа се во согласно со закон. Значи, тоа се лиценцирани компании. Тоа МВР само во делот на тоа дали поседуваат соодветен магазински простор околу увозот на такви пиротехнички материјали. Како го чуваат, како го пренесуваат, претпоставувам. Да. Тука има инспекцијски надзор, врши МВР. Комплетно тие фирми се одговорни од увозот на тие пиротехнички одстранство материјали до нивната продажба, односно поставување на одредени настани, како што беше во дискотеката Пулс, комплетно го сноси организаторот, односно организаторот мора да има договор со лиценцирана компанија која има дозвола за пиротехнички средства. Тоа исто и на свадби, претпоставувам, кога ќе видиме пиротехника на свадби, прскалки такви, дека сепак тоа е дел од некаква процедура. Дека ако туку така, нели, си донесеме, поставиме и дека не смееме тоа во суштина да го. Тоа не смее да го дозволи ни сопственикот на објектот, нити бендот кој свири, мислам, не смее на своја рака да организира внесување на пиротехнички материјали, поставување, бидејќи целата одговорност е нивна. А како оди сега во рамки на процедурите и законите? Да речеме, бендот не знае дали сме или не сме и така. Јас сега не знам детали од обвинението. Не знам дали тие прскалки биле и предходно таму, бидејќи видовме слики од изминативе 5-6 години, кај што има и други настани со таква пиротехника. Од друга страна, и на други настапи на ДНК сме виделе такви. Значи, мене таа позиција од обвинението не ми е позната. Но, да ги анализираме двете ситуации. Едната, тоест, е јасна, дека собственикот на објектот не би смеел да прави такво нешто без да има официјална соработка, да не речам договор, со компанија овластена, лиценцирана од МВР, да располага со, да нуди такви услуги, дека, нели, пиротехника дека ќе поставува, што би се вршело под надзор на стручно лице, така? Тоа значи или не дека треба и полицаец да седи до него или некаков експерт од МВР или од дирекција за заштита и спасување и да гледа како работи пиротехничаров, или тоа е веќе покриено со процесот на лиценцирање на такви компании? Да, значи од лиценцираната компанија стручно лице со посебна лиценца за управување со експлозиви, со пиротехнички материјали, морало да биде присутно, односно пред и за време на самиот настан, да го контролира употребата на пиротехничките средства. И во самата стопанска комора постои групација на лиценцирани компании кои
имаат право, значи, да увезуваат експлозивни материјали, пиротехнички средства, оружје, и таа групација е доста активна и во самата Стопанска комора и многу е јасно кои се тие. Тоа е општо познато, доколку отворите и на сајтот на МВР би требало сите компании кои имаат таква лиценца да се достапни за јавноста, за да може да види на кого може да му се обрати за таква услуга. А истрагата треба да утврди дали воопшто постоел договор помеѓу таква компанија угостителскиот објект и компанија лиценцирана за тоа, или евентуално бендот кој гостувал да има договор со нив и да има присуство на лице, тоа мора да го утврди истрагата. Мислам дека на една од пресконференциите и беше спомнато дека имало такво лице, но еве не сакам да шпекулирам, особено не во една ваква огромна трагедија, просто некои работи треба да се стрпиме и да ги причекаме. Но прашање кои што може да ги поставуваме се во однос на, нели, постапувањето на институциите. Сега една од тезите на Фрчковски, при што немам намера овдека како неформална дебата да има меѓу вас и меѓу него, но едно гледиште кое што мене силно ми личи на политичко гледиште и од вас одговор барам како експерт. Тој вели, полицијата влегла во објектот и кога ги видела прскалките морала да реагира. Дали е тоа така? Односно, може ли полицајец кој што влегува внатре со задача да проверува присуство на малолетници и трговија со дрога, да помисли дека пуштените прскалки треба тој да ги провери дали е се по процедура, бидејќи тој тоа го доведува во врска со спроведување на јавен ред и мир. И дека во рамки на спроведувањето на јавниот ред и мир морало да изреагираат. Меѓу другото, истото го тврди, чисто да го дооформам прашањето, дека полицијата требало да реагира и за бројноста на луѓето кои што се во објектот, односно да утврди дека има повеќе од дозволените. Односно би требало да знае колку се дозволени и така натаму. Значи, нели, обвинува тој за се. Што од тоа се држи вода, што не држи вода? Значи, за присуство на полицијата треба да има претходно изготвен план, и колку што слушнавме и од обвинител, од државниот обвинител, значи во тој објект се спроведувала акција за малолетничка деликвенција и за недозволена трговија и шверц со дрога. Под малолетничка деликвенција спаѓа тоа присуство после полнок или... Да, под малолетничка деликвенција спаѓа тоа, значи имале ти одредени информации дека малолетни лица, меѓутоа треба тоа да се провери каков извештајот на инспекторот кој во тоа време бил присутен согласно планот претходно одобрен од неговите старешини за таа акција во објектот. Меѓутоа, не можеме да очекуваме дека тој инспектор ќе биде експерт во сите области, дека ќе има познавање од областа на пиротехниката, експлозивни средства, материјали и друго, бидејќи тој си одговара за тоа што... Дали има ингеренции за такво нешто? И не е стручен и не може да знае повеќе од 150 закони кои Министерството има можност за надзор и контрола. Не може еден инспектор по недозволена трговија и шверц на дрога или малолетничка деликвенција да има познавања од Законот за пиротехнички материјали, употреба, кои се условите во каков е објект, на каква висина. Сите тие работи, значи не може тој да ги знае. Бидејќи од моето претходно искуство во Министерството за внатрешни работи ќе ви кажам дека самиот инспектор за да навлезе во проблематиката на областа која ја покрива, му требаат минимум 7 до 8 години на ефективно работење за да биде он, така да речам, доминус литис, остручен, комплетно одговорен за своето работење, а затоа претходно нормално има одредени периоди на обука, присуство на постари колеги во тој период, додека тој не може самостојно, меѓутоа пак ќе нагласам за својата област, а тоа е сосема поинаква од пиротехника. А што правиме со бројот на лица во дискотеката? Според последните бројки на обвинителот 650, а дозволени максимален капацитет според закон и просторот таму, еднаш чув 250, еднаш 300. Мајде и со 300 да оперираме над 2 пати поголема. Да, поголема бројка. При тоа, да нотирам, деновите имаше и сведоштва на луѓе кои што работеле и како обезбедувачи. Благојче Георгиев, мислам се викаше дечкото од Штип, мислам дека е, кажуваше на времето дека работел баш во објектот Пулс, дека на инсистирање на газдата се пропуштале малолетни лица во
диското, дека се пуштал поголем број на отколку што би требало да бидат пуштени, дека очигледно предпоставуваме, нели се внимателно мора да говорам, дека знаеле што правате, тоа што продадени биле карти точно колку што капацитетот трпи. Значи, продадени биле 250 карти, а тврдењата се дека внатре имало 650 луѓе. Кој е одговорен доколку дојде до една таква ситуација да има огромен број на лица далеку над дозволениот капацитет во еден објект? И кој тоа може, треба и како да го санкционира? Законот за приватно обезбедување е дециден во таа област и, значи, таков објект мора да има договор со Агенција за приватно обезбедување. Обврските на приватното обезбедување за време на своето работење се многу слични и приближни со овластувањата што ги има припадник на Министерството за внатрешни работи. Што значи тоа? Обезбедувачот кој е на врата на самиот објект има право да побара од секој при влез покажување на лична карта. Значи има право. Да, таа Тоа не му обврска беше на Фрчковски јасно. стои во законот, додека извршува работата на објект за кој има договор, ги има истите овластувања кои ги има МВР. Значи да побара лична карта, идентификација да изврши, да види дали лицето Добро. е малолетно, не е малолетно. Значи во тој дел не може никој него да му сугерира, најмалку газдата, да дозволи преку дозволеното присуство на 250, ако било согласно намената на објектот, да пропушти повеќе од 250 лица. Тоа е повторна одговорност на самата Агенција за обезбедување. Значи, согласно тој договор што го склучуваат, тие комплетно ја презимаат одговорноста за влез на малолетни лица, за почитување на работното време, значи за И за работно време? Па да, и тие согласно тоа, значи во содејство мора да постои координација помеѓу приватното и јавното. Јавната безбедност, во таа смисла многу од тие овластувања ги поседуваат агенциите во вршење на својата работа. Затоа и кажувам дека не само легитимирањето, туку и други активности кои МВР би требало се делегирани на некој начин со законот за приватно обезбедување на агенциите кои мора нивните вработени да поседуваат лиценца и легитимација за обезбедување издадена од Комората за приватно обезбедување. Сега, бидејќи сакам да сме честни, ја веќе кажам, нека го фрли првиот камен, оној кој што никогаш не се обидел да влезе некаде каде што биле 250, ама можел да биде 251-иот и да рече, ајде, од 1 плюс човек нема ништо да се случи, или на 17 години да влезеш или на 16 во клуб каде што треба да им наполниш 18 години и така натака. Сакам да кажам, еден нотиран проблем, кој што не знам како ќе го решаваме. Тоа е обичајот, нашата традиција која што сме ја создале сите, да функционираме на тој начин да кога ни одговара, немаме голем проблем со тоа да се забришат малце, да се зашмрљаат границите кои што ги поставил законодавецот, сметајќи дека ништо лошо не може да се случи. И сега кога нешто лошо се случува, што е еден сплет на околности во кои што уште држам до тоа. Секој кој што можел нешто да погреши, погрешил. И за жал епилогот од тоа е трагичен. Сега сите прво имаме наплив на морализирање, второ и на интроспекција. Голем дел од луѓето го поминуваат и тој процес. Па така, јас би можел да кажам да, Горан, вие сте во право со ова што го кажувате за законите, ама сите знаеме, и тука се крие ѓаволот во тие детали, сите знаеме дека ако собственикот на објектот му каже на обезбедувањето, пушти го, не знам, син ми и другарчињата, или нека влезат девојчињата, или ајде, пушти уште 50 души, нека има подобра атмосфера, дека обезбедувањето ќе го послуша. А во суштина не смее да го прави. Бидејќи деновиве многу луѓе изразуваа поддршка кон обезбедувачите затоа што помогнале во излекување, спасување на многу лица, да им е алал за тоа што го направиле. Ама ако сакаме, доколку ја извршувале својата работа согласно закон, немало да има потреба да излекуваат такви лица и да дојде до таа ситуација. Ако сакаме, сега зборуваме сите за систем, за ред, за поредок, нели транспаренти се носат со цитати од Балашевиќ, за жал ископирани од Србија, но да, не би било ове крви да е било све по закону. Односно, немаше да има толку крв ако се беше по закон. Ако се беше по закон,
ова што го кажа и ти пред малку, не веројатно, нели, ако секој ги чел, немаше да. Но таа позиција, значи ја покривме. Уште еднаш, ако полиција влезе во објект кај што има 650, а не 250, има ли ингеренција НТШ, односно дали во опис на дејствие му е да размислува и на тие математики или тој си ја брка својата работа? Тој си одговара за дејноста, односно согласно планот што претходно го изготвил и го одобриле неговите старешини, значи во тој дел и постапува. Тоа е значи кој би можел да постапува во утврдување на фактичка состојба ваква, не знам, дали знаеш. Видете се, значи најголемиот дел од законите, за жал, како што кажавме, ги покрива Дирекцијата за заштита и спасување. Единствено, доколку имало дојави до МВР, значи ако има пријава до МВР, тоа е пријава од МВР, од комши, од некои други кои биле присутни за преголем број, за Бучава, за едно, за друго, тогаш полициската станица во Кочани морала да постапи согласно дадената пријава од некој присутен на настана. Се појавија деновиве и некакви мислам се сите почнавме да учиме, нели, да стекнуваме експертиза, пак да се вратам кај прскалките кои што се нели физичкиот причинител, не човечкиот, физичкиот причинител, кажа, во еден сплет на околности кај што секој што можел нешто да сгреши, погрешил. Значи, самата нивна употреба во објект толку низок, второ, обложувањето на плафонот на таков објект, трето, ПП апаратите, имаше луѓе од пожарните служби кои што тврдеа, сега не знам дека има и подвидови на ПП апарати, но ако биле со не знам каков прав дека ќе го успореле ширењето, а според нив не биле и така натака и така натака. Дури и такви читав дека постојат со ладни прскалки, со пена има, со топли прскалки. Не, зборувам за пиротехниката, нели? Која температура ја постигнуваат? Ќе има сериозна работа обвинителството да ги истражи сите овие околности. Меѓутоа, согласно законите важечките во нашава држава, мислам дека на обвинителството му е леснета работата и затоа се приведени и дел од Агенцијата за обезбедување, припадници кои биле на лице место, сопственикот, управителот во Скопје, управителот во Кочани, на подружницата. Така да, одговорноста е комплетно конкретизирана на лица кои требале да постапат, односно не постапиле во дадениот момент. Што мислите за она позиција, сега нели, се обидувам да ги проверам сите тези кои што кружат во јавноста преку вашата експертиза. Например, дека конкретно, мора малку во политика да влеземе. Дуи, бранејки ги, така го доживам тоа, дека ги брани своите луѓе инволвирани во ова, сака да го спасува Крешник Бектеши. Јас не ја знам позицијата во однос на Крешник Бектеши во обвинението, дали е за лиценцата издадена или не, или е можеби нешто друго, за начинот на стекнување со таа лиценца, поврзан со јавната тајна, тарифите за подмаса за издавање на лиценци. Тоа допрва ќе се утврдува. Меѓутоа, дуи велат дека за нив е нелогично и било израз на политизација да бидат приведени одговорни лица на функции кои што ги извршувале во минатото, а не и овие кои што се денес на таквите функции. Како гледате вие на тие обвинувања? Тоа што припаднало Министерството за економија, како и Дирекцијата за заштита и спасување во изминатите периоди, најголем период биле министри на Министерството за економија, односно директори на Дирекцијата за заштита и спасување, не ги амнестира членовите на таа политичка партија кои ги извршувале тие должности поставени од владата. Нема амнестија, значи, за непознавање. Тие, иако не биле стручни, морале да ги почитуваат законите согласно институцијата со која раководеле. И да ги презеле сите мерки на време, немало да дојде. Со самото неиздавање на лиценцата или со постапување на надлежни инспектори на Дирекцијата за заштита и спасување, немало да биде возможно воопшто да се одржи ваков настан, а не да дојде до вакви тешки последици. Дури се појави и шпекулација дека минатото лето било реновиран објектот. Имаше и таков муабет. Тука го гледам делот за кој имаше одредени нејасноти и ингеренциите на градоначалникот, бидејќи тоа е директна надлежност на општината.
доколку се прави санација на објект од јавен карактер со угостителска дејност, значи сепак дозвола мора да издаде општинските служби во Кочани, морале да дозволат, ако тоа било согласно закон, поднесено барање, па да им се одобри, и тоа од тие причини мислам дека некоја одговорност имаат и градоначалниците во тој период. Но јас се обидов исто да дознам преку своји контакти во какви случаи општината треба или не треба. Значи, дали ако го фарбаме ние, ако му рисуваме или ако го претапацираме мебело, треба општина да даде одобрение. Одговорот беше не, туку ако се прави нешто што ја допира самата функционалност на објектот, некакви статички измени, или ако се прави пренамена од една категорија во друга, односно од шивална или што и да било во угостителски објект, тогаш општината мора да действува. Но, како што кажете, реновирање на објект подлежи под барање на дозвола. законите се јасни и обвинителот треба да ги следи законите. Многу се трудам да ги пофатам сите, еве отворив и некоја седница на Централниот одбор на СДСМ имало синоќа, да се обидеме да расчистиме што е можно повеќе дилеми. Тие велат СДСМ ќе ги искористи сите механизми за обезбедување неселективна правда и одговорност за трагедијата во Кочани, и заклучокот нивни бил дека во досегашниот тек на истрагата се водела селективно, насочена само кон минатото, само кон, исто слично како и ДУИ, само кон поранешни функционери и службеници, не се опфатени актуелни функционери и службеници, ако биле на функции на денот кога се случила трагедијата. Веројатно алудираат на она, не знам, пред месец дена може би имало концерт во истото диско, исто имало многу луѓе, ама никој не изреагирал. Сега, како што разбрав, може да се изреагира ако некој нешто пријави или ако има вонредна контрола. Еден важен факт што го утврдуваме, ние немаме доволно луѓе на согласно систематизација во сите инспекторати, буквално. За животна средина, знам за Скопје, сум се интересирал за нели во врска со преземање на мерки за заштита од загадувачи и чист воздух, дека немаме доволен број на инспектори за животна средина. Утврдивме дека немаме доволен број на инспектори и во државен пазарен инспекторат и така натака и така натака. Постои ли според вас некаде каде што затаел системот во моментот можело да се изреагира? Односно дали држи вода нешто од ова што го соопштив пред малци, или се работи исто за една политичка риторика, чисто да се не да се покрие, не може да се покрие и сокрие делото кој што некои лица кои што ги издавале тие лиценци имаат, но малце да се ублажи преку обид за ширење на истрагата. Значи, така јас ја сваќам опозицијата, секоја опозиција критикува и кога не е во право, сепак мисли дека со одредена критика во јавноста дека ќе создаде одредено незадоволство кон гласачите на партијата на власт, која, како што знаеме на претходните избори, освои огромен број на гласови, и сега борбата е во создавање на тоа незадоволство кај поготово кај оние неопределени гласачи кои сметале го казниле Социјалдемократскиот сојуз на претходните избори и мислат дека на ваков начин, со несоодветна критика, со неиздржана критика, дека ќе успеат да вратат дел од тие луѓе кои порано можда гласали за нивната партија. Меѓутоа, дека не се во право, затоа и сме тука, еве денеска се обидуваме да објасниме согласно сите законски прописи кој во која надлежност и одговорност има. Мене ми изненадува на одредени дебатни емисии што деновиве ги гледам, одредени директори да кажуваат јас да можам, пола би ги отпуштил, несоодветни кадри имам. Тоа не ги оправдува они самите што ја презеле одговорноста во таа институција, сега да зборуваат дека наследиле несоодветен кадар и дека ништо не преземаат со години, тоа не ги ослободува од одговорност за постапување на таа институција. Од тој аспект би сакал да го спомнам и министерот Панче Тошковски. Во неколку дебати тој кажува дека затекнал состојба, односно систематизација, од претходни 7 години владење на министерот Оливер Спасовски, каде што има огромен функционерски кадар, а на терен не постојат
полициски служби кои би можеле секојдневно да вршат одредени контроли и дека веќе се работи на промена на систематизацијата со намалување на тие функционерски, а со зголемување на тие оперативни теренски места. Бидејќи колку и да сакаме ние да критикуваме системот во поранешна Југославија, таа позорна и патролна служба, односно полицаец во секое мало, не можело да се случи ваков настан без полицаецот да алармира дека нешто не е во ред. Така наречените позорникари. Позорникари си ја вршеле својата работа и гледам дека министерот Панче Тошковски со промена на систематизацијата сака да обезбеди доволен кадар да ги врати тие служби кои ќе бидат непосредно присутни на терен и кои ќе оневозможат не само вакви настани, туку и голем број на кражби по станови, тешки кражби по објекти. Сето тоа ќе се спречи со поголемо присуство на полицијата на улиците. Сега го критикуваат министерот и по повод одредени сообраќајки кои се случија на Партизанска. Да, конкретно за малата Фросина имаше протести. Полицијата дефинитивно е преморена со овој состав сега што го има, со секојдневно присуство на улиците, огромен број на прековремени сати, недоволно полицајци кои можат да ги извршуваат тие задачи. Значи, додека не се смени комплетната систематизација и не се обезбеди поголем кадар кој ќе биде оперативен, секојдневно присутен на улиците, нема да можеме да воспоставиме јавен ред и мир по сите основи и во безбедноста на патниот сообраќај. Тоа сакам да го објасниме на јавноста, бидејќи еве јас како новинар, вие како експерт, вие знаете многу повеќе од мене, меѓутоа и јас сум откривал констатацијата од претходно малце ќе се навратам, дека немаме доволно вработени луѓе секаде каде што треба да ги имаме. Зошто ги немаме се други 20? Генерално лесно е вака, ќе седиш дома и ќе речеш, па мора да имаме. Добро, сите знаеме дека мора да имаме се што е предвидено согласно законите и систематизацијата. Но каде попрво? Второ, дали имаме доволно остручен кадар за сите позиции? Дали овај момент треба да биде пресвртница, каде што приоритет ќе биде да ги пополниме сите капацитети кои што се неопходни, така се проценило, нели, од законодавецот, се неопходни за да функционира оваа држава, да ги пополниме, за да немаме утреден некакви дилеми или па изговори дека ете би сакале, но немаме људство за да покриеме се. Еве, например, за како се поделени тие локални и регионални канцеларии и на Државна пазарна инспекција, мислам и УЈП дека функционира по истиот начин, така натака, каде што за одредени прекршоци или контроли не можат локалците да действуваат, треба да дојде регионалниот тим и така натака и така натака. Значи, едно темелно чешлање на сите закони и процедури, според мене, мора да се направи, за да не е вака од дома ќе седиме и пред телевизор и ние да мудруваме како лесно може да се оправи државата. Тоа е дозволено да пред кооперација, муабет со пријатели во кафана или не знам, јас тоа сум го правил на 20 години, сум полемизирал со моите колеги и другари како ние ги имаме решенијата за се, знаеме како се прави. Работата фактички се, ако сакаме реално и честно да зборуваме, не е толку проста и едноставна. Така да претпоставувам ќе се согласите дека капацитетите мора да се пополнат до последно за таа позиција генерално. Мислам просто да се раат граѓаните, така? Не да се мислам јас дали има доволно вработени на техничките прегледи кои што темелно ги провериле колите или не. Некој така си прошол, па утре ден ќе ми направи мене проблем на улица, така? Точно. Од 85-та година, кога почнав да студирам на Факултетот за безбедност и ја следам безбедносната проблематика во државата, гледам од година во година што се случува од самиот прием на кадри во Министерството за внатрешни работи и сите тие. И бев згрозен претходните 7 години за време на владењето на министерот Оливер Спасовски од вработување на несоодветен кадар. Тогаш беа забележени вработување на рентгенолози, стоматолози, да не кажам, и тој на блиски пријатели вработување на медицински сестри, сопруги на негови блиски пријатели, за да имале поголема пензија, последните години од здравствениот центар ги превзема во Министерството за внатрешни работи на овластени службени места, за да имале повисока пензија. Аман. И
Тоа е одговорноста и затоа во сите сегменти секој треба да одговара за своето однесување. Мене затоа ми е жал што не се превземаат пошироки темелни анализи да се види минатите 7 години кој се бил вработен во министерството, на какви места бил поставен. Но тоа би го сугерирале дека Тоа треба би да го се направи. сугерирал дека дефинитивно тоа треба да се направи. Да не зборувам за министерот Фрчковски, неговото владење од 1992 до 96. Јас би сакал да позборувам, би ве замолил да се присетите на тој период, бидејќи сега го имаме од една страна како една од ударните игли на СДСМ, кој што сега ја галванизира јавноста. Да е конструктивен и да зборуваме сите, нели, бидејќи момент на трагедија во една држава треба да е момент на сплотеност. Дури и јас ја поздравив и улогата на лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој што излезе на една пресконференција и со еден нормален, разумен тон, еден ден откако претходно фрчковистичкото крило представено преку Ана Чупеска излезе и да пука рафално на сите страни во обид да изнајде политички виновник на самиот ден на трагедијата. Но Фрчковски излегува, очигледно не ги знае законите. Вие викате, обезбедувањето има должност да легитимира, тој видовме, се чудеше, вика, само МВР тоа може да го прави. И сега излегува тој во емисија. Тоа го зборува, галванизира, некој ќе го чуе, нема да не гледа нас или да чита закони и ќе остане со помислата во глава дека гарант е полицијата. При што ако е полицијата нема проблем, нека е полицијата крива. Ама ако е, а не да измислуваме работи дека нешто е должност на полиција, а не или дека на било кога е должност, а не. Исто така и да не измислуваме дека некој што имал одговорност не ја спровел затоа што нас ни е симпатичен или близок од некоја причина. Но би сакал за Фрчковски да позборуваме, бидејќи човекот имал прилика да го води Министерството за внатрешни работи. Јас објавив едно видео кога излезе неговото интервју. Споредив две позиции. Едната е Фрчковски како експерт, другата како министер. И како министер пуштив само сцени од атентатот на Киро Глигоров. Човекот кој што денес ни објаснува како полицијата морала да знае се за пиротехника, среде Белден му кренаа претседател на држава во воздух, па 95-та година, јас имав 9 години, октомври 3, така? Јас она што го памтам, и затоа ќе ве замолам вие добро да подсетите, бев во музичко, во основно музичко школа во Охрид, имавме час по солфеш и мојот наставник тогаш влезе и рече, деца, да си одите дома, нешто се случи, ние не знаевме, ништо се случи, така натака. И после она што го дознав од вестите, се сеќавам на Ами 8, фоторобот некаков се правеше, се спомнуваја некој мултигруп, ваму таму, но во суштина ние имаме тотално нерасчистен случај поврзан со атентат на првиот претседател на независна Македонија, односно на Република Македонија, Киро Глигоров. Може ли да се вратиме сега во тој период, да ја провериме експертизата, конкретно во делот на ингеренциите на МВР? Вие бевте дел од безбедносниот систем тогаш? Да, бев работен тогаш во Управата за безбедност и контраразузнавање од 90-та година. Па нема поидеален некој кој што би можел да зборува, веројатно. И со самото доаѓање во 92 година на министерот Фрчковски, сите бевме згрозени од одредени незаконски јавни набавки кои тој ги направи во тој период веднаш по своето доаѓање. Не знам дали се сеќавате, можда сте слушнале Рейбан наочари за полицајците. Рейбан наочари. Слики во министерството набавени по огромни суми кои не беа ни закачувани во канцелариите на вработените. Луѓето не знаеа што да прават со тие набавки на слики, на Рейбан наочари, скапи уметнички дела. Да не кажам набавката на коњи во тој период за полицијата. Дали ви имате информација дека коњи постојат се уште? Тоа беа се некои набавки направени за еден краток рок и огромна штета нанесена на буџетот на Министерството за внатрешни работи. Да не бидам циничен, како Рейбанки помагаат во подигнување на нивото на безбедност на граѓаните? Тоа беше дали од некои филмови кои во тоа време беа актуелни, сообраќајните полицајци да носат Рейбан наочари, значи да изгледаат некако по-американски или прозападно. Не знам која беше замислата негова, но бевме сите згрозени од цените по кои беа набавувани сите тие работи. Има спорни јавни набавки. Спорни јавни набавки. Денес кога зборува за системот овој човек дека бидејќи
СДСМ и официјално ги поддржа оние протести. Сакам и до нив да дојдеме, кој е следен и така натака, системот е следен. За системот зборуваат луѓе кои што подигнувале ниво на безбедност со Рейбан наочари. Да. Со коњи, значи има спорни јавни набавки. Има спорни јавни набавки. Во делот начинот како се спроведуваше јавниот одговараше ред. помошникот министер за финансии, веднаш по смената на власта беше во притвор во периодот на Фрчковски, кој беше тогаш министер, така да и Павле Тројанов имаше обид за кривични пријави, меѓутоа по интервенција на тогашниот председател Киро Глигоров, дека не личи поранешен министер за внатрешни и за надворешни работи да биде ставен во притвор, беа повлечени 4 кривични пријави. А тоа е пред атентатот или од После атентатот. после, да. 98 година кога Значи, министерот Павле Тројанов дојде. Не му замерувал многу за самиот атентат, а може би требало. Сега можеме да поразговараме и за тој Да, дел, би сакал и ве молам. бидејќи еден од клучните актери во тоа време беше и господинот Стојан Андов, кој Председател на собранието. председател на собранието, кој јавно во својата книга напиша дека најлош министер за внатрешни работи, најнекомпетентен излегол министерот Фрчковски, бидејќи не само што не го открил атентатот, 24 дена по атентатот молчал и се криел од јавноста, не сакал никаква изјава да даде. Што се случило на 5 октомври 95 година, денот на атентатот на Глигоров? Значи, не само што не беа превземени во соработка со јавен обвинител соодветни мерки, председателот Киро Глигоров, јас кога бев директор во времето, тоа исто беше господинот Ставре Джиков, државен обвинител, беше повторно отворен предметот на атентатот. 2001-2002. 2001 Така, 2001 година. Да, беше повторно отворен атентатот и тогаш за прв пат, како оштетена страна, председателот Глигоров даде изјава за што се случило 95-та, што била обврска на министерот Фрчковски, на тогашниот државен обвинител, а сето тоа не беше направено. За прв пат Глигоров дава изјава во Во 2001. 2001 за настанот од 95-та, односно неговиот неуспешен атентат. Што е со оние позиции дека, пример, возилото било тргнато после половина час од местото на настанот, дека со шмрк била чистена улицата, односно дека се корумпирала истрагата од самиот старт. Сето тоа укажува дека господинот Андов во својата книга, каде што дури спомнува дека како можен организатор на атентатот и самиот министер Фрчковски, укажува на сите тие мерки кои несоодветно се преземени веднаш после атентатот. Бидејќи ние побаравме тогаш странска помош и кога дојдоа странски експерти, се изненадија како било тргнато брзо возилото, целиот простор бил измиен со шмркови, значи никакви хемиски траги не биле оставени на лице место, они не знаеа зошто се дојдени луѓето. Тие не можеа ништо да направат на самото лице место, бидејќи тоа беше скроз уништено. Беше неупотребливо. Така да и за тоа никој не сноси одговорност од тој период. Тогаш вие работите во управата за безбедност и контраразузнавање. Кој ја води тогаш? Тогаш Слободан Богоевски имаше после тоа тие денови промена пред атентатот, меѓу него и Добри Величковски, од непознати причини дојде до промена на директори, па напаѓање на еден со друг, па давање на изјави кој стои зад атентатот. Значи, двајца директори, долгогодишни претходни припадници, се препукува околу можните сторители на атентатот и тоа беше... Не знам дали имате сознанија или не, или ако имате, дали смеете да говорите за тоа, но ДБК, УБК поточно тогаш, немаше никакви аларми дека е возможно дека е под ризик председателот на државата? Не постоеле никакви информации кои укажуваат за можен атентат на председател на држава. Кој би можел да ги сокрие таквите работи од УБК? Тоа, доколку господинот Андов е во право и дека самиот министер бил вклучен, бидејќи тогаш се изготви еден фоторобот за кој одреден припадник на Управата за безбедност и контраразузнавање го препозна фотороботот во еден свој колега со кого долго години соработуваа заедно. Дека тоа исто лице, вработено во Управата за безбедност и контраразузнавање, го купило возилото Ами-8 на автопазарот во Скопје и дека тоа возило било управувано од сопругата на тоа лице, вработено во Управата за безбедност и контраразузнавање, на тоа возило Ами-8 до Бристол, местото каде што беше паркирано тоа возило.
Тоа лице излезе со закаснување од неколку години, меѓутоа се уште беше министер Фрчковски и тој со смеење ги отфрлаше тие изјави, тој го прими припадникот на УБК, меѓутоа кажа дека се тоа шпекулации. Го отфикари, да. Тоа сведочење беше многу интересно, дека ден пред атентатот, тоа лице кое сведочеше, кое сакаше да помогне во истрагата, му било наложено од неговиот началник, по барање на првиот човек на државната безбедност, Слободан Богоевски, да го слика просторот на музеот на град Скопје со опфат на делот каде што било паркирано и возилото Ами-8. И од страна на тоа лице биле изготвени повеќе фотографии, каде што било сликано на тие фотографии, било сликано и возилото, и биле предадени на подсекретарот Слободан Богоевски, кој после тоа изјавува дека имал во гости прв човек на германската служба БНД и дека по негово барање биле направени некои фотографии и тие биле предадени на директорот на БНД тие фотографии за негови потреби. Да после Музеот на град Скопје. 2001 кога ние отворивме истрагата, да дознаеме дека некој професор од Германија поседувал фотографии каде што Ами-8 било на самите фотографии, а тој како турист во Скопје ги снимил тие фотографии. Не знам, не знам што да кажам. Еве уште некои работи кои јавноста не е добро запознаена, по налог на министерот Фрчковски, како поклон на едно лице од Грчец, најплесковица, значи човек со многу сомнително минато, со криминално минато, е примен подарок Мерцедес, наводно блиндиран, и кој го прима министерот Фрчковски и му наложува на председателот Глигоров после атентатот да се вози во тоа возило. И за жал, еднаш и се возел. А ние тоа го проценивме дека е тоа повторно извршување, односно неуспешниот атентат, обид за повторно да се изврши, бидејќи го вештачевме возилото. Добро. Воопшто не беше блиндирано. Вау. Тоа беше предмет на кражба, издаден по Интерпол барање, и за тоа јас поднесов кривична пријава против министерот Фрчковски и уште 5 одговорни лица во хиерархијата кои го примиле тој Мерцедес на поклон. Да сумирам. После атентатот, овој Лесковица вели, јас ки дам на државата поклон возило, Фрчковски вели, и супер, важи фала за блиндираниот Мерцедес, нека се вози Глигоров во него, нели, откако закрепнува. Мерцедесот не е блиндиран и е украден. Така. И тоа, и МВР тоа го дозволува. Да. Го дозволија во тој период, меѓутоа ние тоа го утврдивме. Што се случи таа 2001 со војната ли прекина За жал не успеавме кога ја реотворивте истрагата. Да, кога ја реотворивме истрагата, иако имаше многу интересни моменти и од претходно и во книгата на председателот Глигоров, неговите сеќавања, мемуари кои беа објавени. Македонија е се што имаме. Да, се што имаме, Македонија е се што имаме, каде што тој укажува на 3 обиди за подкуп од страна на министерот за Фрчковски во тој период со Грција за генералот Грилакис, кој незаконски престојувал во Македонија со дозвола на министерот Фрчковски, а без знаење на председателот Глигоров. Се спомнува милионски суми. Значи првиот обид беше Ролекс саат. Со Ролекс саат? Да, кој Фрчковски му го покажал на Глигоров, кога му го поклонил дека и тој добил таков саат. Вау. Вториот обид беше амфора од Егејското море, кој беше исто обид за промена на името да се подкупи председателот Глигоров. Со амфора. Со амфора. Што не знае, тоа е голема саксија. Кога и тоа беше одбиено од председателот Глигоров во тој период. Демек без цената е амфорава и Глигоров ќе падне во несвеста. Третиот обид беше $1 милион да каже председателот Глигоров во било која странска банка сака да му бидат депонирани тие средства. И никакво процесуирање. По самото објавување на книгата на Глигоров, јавниот обвинител беше должен да постапи и да превземе мерки против Фрчковски за подкуп на председателот Глигоров. Тоа како јавна тајна си остана, не само тоа, него човекот беше вратен во
по налог Во служба на државата го пратија, нели, министер за... беше одбиена оставката, која после дознавме дека не ни постоела. Сега се враќаме за Фрчковски, да, атентатот. до Бранко Јас зборувам за Црвенковски. период на Заев, кога беше, нели, замина за ваму. така. Но да, тоа е интересен момент. Наводно поднел оставка... Поднела оставка која никаде не е архивирана, непостоечка оставка, Устна која е, била одбиена од од Бранко Бранко Црвенковски, кој беше после тоа прераспореден министер Фрчковски во надворешни работи, каде што стана прв човек на дипломатијата. На крај на денот не е проблем за лице ако е бесрамно, после сето ова да излегува и да објаснува како полицијата требало да седи пред врата во секој диско во Македонија и да проверува лични карти на малолетници, и во секој диско внатре да има по еден кој што ќе следи дали некој ќе пушти прскалка или не, и паралелно е да следи и трговија со дрога. Се, и да спречува тепачки пред да се случат. Може тој да се изборува ако нема Срамно е човек срам. со такво минато воопшто да се впушта во вакви дискусии и он да кажува како требало да постапува Министерството за внатрешни работи. Знаеш што е животот пишува драми, така некојаш тие драми се трагедии. Вчера се појави една фотографија после која што неговиот синот на Љубомир Фрчковски си поднесе оставка од позицијата директор на Центарот за истражување и анализи во СДСМ, така, или за креирање политики, не знам како се вика. На снимката е тој во една, како слика ако анализираме, компрометирачка можеби позиција каде што наликува дека конзумира наркотични средства, некаква бела прашкаста материја. Се јас како билтен на МВР да се изразувам, дека очигледно белата прашкаста материја веројатно спаѓа во делот на наркотични средства, говори и оставката која што си ја дава Јон Фрчковски, спомнувајќи дека не е горд на некои настани од своето минато. Меѓу редови тоа е признание. Тоа што тој обвинува повторно некако ВМРО му е криво и за тоа, не и се налета. Но сега би сакал да се навратиме на морализирачките тези на Љубомир Фрчковски, не знам дали уште професор, дека Панче Тошковски е крив затоа што не го спречил несувањето на прскалки и така натака и така натака. Сега, дали ќе биде Панче Тошковски крив и ако не го повика на службен разговор синот на екс-министерот Фрчковски да каже на крај на денот барем од каде ја набавил белата прашкаста материја. Или сега па системот е окей. Сега не треба системот тоа да го прави поради, не знам, кои причини, туку системот ние ќе го обвинуваме или ќе го злоупотребуваме кога тогаш тоа ќе е за нас политички опортуно. Не знам дали имавте прилика да видите. Да, го следев тоа и мислам дека оставката во партиските тела на СДСМ беше дадена под притисок на една изјава на политичката партија ВМРО ДПМН, каде што побара анализа на крвта да се направи на господинот Јон Фрчковски, да се види дали тој употребува дроги и со таа анализа да се докаже дали стварно е тоа точно. И веднаш следеше после таа изјава и оставката што укажува чувство на вина кај самиот Јон Фрчковски. Неспорно, јас не очекувам дека татко против син ке зборува, надвор од памет. Баш очекувам дека ќе го брани до последно. Меѓутоа, тука на површина излегува непринципиелноста и политиканството од претходно, кога за трагедијата во Кочани, пошто по секоја цена само сакал политички да обвинува. Сега, ако истите тие тврдења и тези ги спротиставиме во оваа многу непријатна ситуација за неговото семејство, мене ми е така, жал ми е што тоа се случило. Меѓутоа, нели не сум го терал јас да го прави тоа. Тогаш имаме веќе директен судир на теза со теза. Да, не кажав и уште една клучна работа за министерот Фрчковски. Кокаинот од МВР? Не. Во неговиот мандат беше укинат факултетот за безбедност и средното училиште, полициско училиште. Да, по негово барање владата донесе таква одлука. Зошто? Дека бил сосема непотребен и дека требаат кадри од други факултети, и тогаш почна девастацијата на Министерството за внатрешни работи. Ние сите бевме сведоци на вработување на келнерки од градскиот трговски центар
во неговото време по укинување на факултетот за безбедност и многу несоодветен кадар примени во тој период, да сега министерот Панче Тошковски носи сосема друга одлука, повторно отворање на средното полициско училиште, бидејќи е докажано дека тој полициски кадар бил најдобар кога се школувал повеќе години во Центарот за обука на кадри во Идризово. А оваа одлука фактички е за да се бајпасира, за да му се овозможи да го наполни МВР со... Да. со Дека тој кого не сака. предавал на факултетот за безбедност, а за жал на меѓу тој другото и од факултет Мазнички, беа да. еминентни професори не само од Македонија, туку и од Србија, Хрватска и од други држави. Тој беше единствен факултет за безбедност во поранешна Југославија, каде што јас за времето на студирањето имав од Србија, од Црна Гора и од други држави на поранешна СФРЈ, колеги, во заедно студиравме и тие 4 години ги поминувавме заедно. Исчезнувањето на 25 кила кокаин од депоата, значи заплената друга ја снемува. Дали беше тоа во време на Љубомир Фрчковски? Да, сите тие работи Поднесе ли случија тој тогаш. оставка тогаш после Не, тоа? не. Тоа беше уствари почетокот на Павле Трајанов 98 година, кога тој станува министер и мислам во почетоците на неговото работење, меѓутоа се утврди дека ја нема. Се утврди дека ја нема, меѓутоа тоа влече. Значи, од тој период. Интересно. Сега, ако предпоставиме, а мислам дека предпоставката е разумна, дека политиката сака да со измислици, нели, да галванизира само и со обвинување на сите страни, за да создаде некаква негативна енергија и набој во општеството, наместо одговорно и заеднички да се постапува, бидејќи мене, да не се колнам во семејство, мене ич не ми е гајле кој, како се вика, од каде и така натака, секој што е одговорен за случувањата во Кочани. И 100% му верувам и на премиерот кога го гледам, и на министерот за внатрешни, кај што истото го тврдат, дека нема да има прочка за никого. Сакам сите да одговараат. И сметам дека тоа е нормална човечка позиција на секој еден здраворазумен граѓанин во оваа земја. Бидејќи, прво е преголемата жал за родителите што си ги закопаа децата или за децата што останаа без родители, бидејќи имаме и такви, да не заборавиме. Второ, не сакам утре на моје дете да му се случи некој некадарник на одговорно место кој што спие на место да работи или пак продавал лиценци, да придонесе во еден сплет на околности кои што ќе завршат трагично. Но, реално, со различна јачина на тоналитетот, опозицијските структури како да се обидуваат да извлечат некоја корист од општиот траор, кој што продуцира во огромен дел бес, што е нормален и разбирлив. Граѓаните се бесни затоа што се случуваат такви работи. Но, за жал, оно што е гол факт е дека немаше бес јавен на овој начин излеван, кога гореа луѓе во Тетово на модуларната, кога беше Беса Транс, кога беше Ласкарци, кога беше онкологија и така натака. За онкологија имаше некои протести, меѓутоа не од оваа магнитуда и не по овој начин, бидејќи почна некој постапување тогаш државата, нели? И сега излегуваат, меѓу другото, така некако му доаѓа ова, зборуваме за синови на СДС гарнитура од раните 90-ти. Синот на Владо Бучковски, како еден од организаторите на таа кој е следен граѓанска иницијатива, и вика, ние сме патриоти, системот е проблем и така натака и така натака. Дека системот не чини, знаеме сите. Дека е легитимно да се протестира против системот, знаеме сите. Ама да ми се продава како искален борец за правдина во Македонија, не е само тој, некам само Бучковски како пример го земав. Има таму и пример на своевремено беше студентски лидер, дечкото се вика Бленди Ходај. Горан му ги отворив сите профили докај што можев, неговата и на невладината. Не видов дека закажал протест за модуларната болница во Тетово. Мислам дека и од Тетово. Мора да разграничиме некои работи. Легитимен е секој протест. И апсолутно тврдам дека
многу е потребно да има луѓе што не се согласуваат со политиките на владата. Тоа е здрава демократија. Ама да се злоупотребува трагедија, со тоа имам проблем. Од аспект на човек кој што ја водел управата за безбедност и контраразузнавање, како ти гледаш на ваквите обиди за па можеби инфилтрација и на одредени безбедносни структури надвор од Македонија во процесите во Македонија преку граѓанските движења во вакви моменти? Па дефинитивно се користи оние случувања во Србија, што бевме сведоци сите претходните 4 месеци, и настанот во Кочани, за да се направи некој вид на прелевање на сите тие незадоволства, поготово кај младите луѓе, кај студентите и во Македонија. Меѓутоа, недозволиво е инструктори од Србија да гледаме како на Zoom мрежата даваат инструкции како треба да се однесуваат демонстрантите, како да постапуваат, што да формираат пленуми, да го искористиме моментот. Точно. Тоа е недозволиво. Исто така ја ги поддржувам сите млади луѓе кои имаат одредено незадоволство, меѓутоа како што кажавте, синот на Владо Бучковски. Ајде да се вратиме, кажавме доста за Фрчковски, сега малку и за Бучковски. Во 99-та година Македонија прими 95 тенкови ТПС-5 како донација, поклон од Република Бугарија. За несреќата да биде поголема, во 2001 се случи онаа широка коалиција во која под притисок на меѓународната заедница и министри од СДСМ влегоа на клучни позиции во владата, во тогашната влада. Знаеме дека Владо Бучковски беше министер за одбрана. Да. Тој ја злоупотреби таа донација, иако имаше план, тие тенкови, најголемиот дел, како неупотребливо да бидат продадени во Старо Железо, он купува огромни резервни делови, огромна количина на резервни делови за 2,5 милиони евра за тие тенкови кои се застарена технологија, кои можда нас ни послужија, одредени тенкови во кризните региони во тој период, меѓутоа толкавата нарачка беше проценета како непотребна. И во тоа време, јас како директор поднесовме кривична пријава, бидејќи тие тенковски делови беа на штета на буџетот на Република Македонија. Ако го следиме судскиот пат, ние знаеме дека првата пресуда беше 3,5 години, апелација потврди, меѓутоа после од непознати причини се појави еден обвинител кој направи преквалификацијата на делото за да се овозможи повторно судење на господинот Бучковски, меѓутоа и на тоа судење тој беше осуден на 2 години затвор. И тие не ги одлежа, се одложуваше почетокот на отслужување на казната, за да се искористи тој период за застарување на кривичното дело. Во 2019 официјално официјално застаре. дело. Иако тој предмет беше правосилен, да кажам, многу порано и 2013 година со потврдена апелација, меѓутоа никогаш господинот Бучковски не беше спроведен. Зборуваме за системот, нели го? За системот, Зборуваме како функционирање бил на системот, да. дека сега им дошло преку глава, добро, ворете, Да. прашај дома како функционирал системот. Мислам дека е коректно. Никое дете не е виновно за делот на свој... Никое Така дете. Никое дете. Меѓутоа, малце по присно треба да се пристапува кон работите пред да си ставаш значки дека ти си Патриоти, голем кои се, патриот, дека конечно е време, конечно сега конечно било време да излегуваат на протест, викаат цела влада оставка. Океј, луѓе нормално е да има, нели, да има луѓе кои што ќе викаат цела влада оставка. Исто е нормално да има луѓе кои што, не знам, ќе викаат вакцините убиваат, не се качивме на месечината, Елизабета II беше рептил. Има, нели, различни луѓе со различни гледишта и ставови за различни работи. Но обидот тоа да се укалапи со на инсистирање, мораме пленум во понеделник, мораме протест тогаш. Значи тоа е обид да се акумулира и зароби една енергија и да се насочи против, мислам, така делуваат субверзивните елементи. Во право сум или не? Така. Сте работеле во управата, сте ја воделе, знаете како делуваат. А да не спомнам уште еден настан поврзан со тогашниот министер за одбрана Бучковски,
Тоа беше 10 август 2001 година, кога беше Радуша? нападот на 10 Радуша. август памтам. Сите се сеќаваме на тој момент кога огромен број на сили од Косовскиот заштитен корпус од Косово преку Кривеник дојдоа до Радуша и направија обид за заобиколување на полициските сили кои беа стационирани во тамошната полициска станица. На тој 10 август во раните утрински часови почна нападот и воопшто не се случи координација, односно тоа беше оневозможено, не можеше да се дојде до министерот Бучковски, а се под превезот на некои преговори што тогаш беа при крај околу Охридскиот рамковен договор, кој има договор за ненапаѓање, за неделување, за раздвојување на страните, кое не беше почитувано од косовската страна. И според проценките на тогашната ДБК, имаше меѓу 600 и 700 припадници на Косовскиот заштитен корпус кои беа навлегле во територијата на Македонија со обид да се заземе изворот Рашче и да се створи хуманитарна криза, Во цело Скопје, односно да се цела остави држава. Скопје без вода и на тој начин да се створи таа криза. Мораше премиерот Георгиевски во тој период да излезе преку медиумите и јавно да го повика министерот Бучковски да дозволи употреба на борбените хеликоптери и сухоите кои во тој период ги поседувавме по нивни Преку медиум Георгиевски да го моли повика, Бучковски. да, бидејќи тој, а во таа командна структура тој како министер имаше голема одговорност во стратешкото планирање и акциите кои ги преземаше армијата на Република Не можеше Македонија. Трајковски овер да го... Па тука за жал имаше одреден обид и на Трајковски заради тие мировни преговори да не се действува. Односно Од страна на- Македонија беше во Менгеме, Да, нели? да. Овие викаат ајде мировни преговори, од друга страна не удираат непријателите, дури овие не стискаат дипломатите за мировни преговори. И по тој, значи, јавен настап на премиерот, по тој притисок, премиерот Бучковски дозволи во 17 Министерот часот, Бучковски, министерот Бучковски, подоцна беше и премиер, да дозволи да се употребат сухоите и да се спасат тие со одредени жртви кои претходно ги имавме на страна на резервниот состав на полицијата и армијата во тој регион. И мислам дека Косовскиот заштитен корпус доживе најголем дебакл, односно најголем број жртви, меѓутоа нивната тактика и методологија на неоставање на убиени борци повлекува, не ги оставија на своја територија, иако после тој период бевме сведоци на голем број побарувања на луѓе од Косово, нивните фамилии ги бараа како исчезнати, а сето тоа се прикриваше дека тие влегле, погинале во Македонија, се представуваше дека работеле во странство и разни други агенди, само да се прикрие тој голем обид на Косовскиот заштитен корпус, кој беше формиран со помош на НАТО силите во тој период, иако имаше договор 1244, таа меѓународна резолуција дека нема да се дозволи никакви безбедносни сили, армиски, полициски од страна на Косово, сето тоа и улогата на одредени според вас, газимострени и други. Која беше на Бучковски тогаш примарната афилиација кон суверенитетот на Република Македонија, кон воспоставување на безбедноста и мирот во земјата или нешто друго, бидејќи не се одзивал на позив на премиер, како што... При моето претходно гостување јас укажав и на други предавства на членови, на високи функционери на Социјалдемократскиот сојуз во тој период. Да, така е. Така да ова е уште еден пример кој тогаш не го фативме, меѓутоа ова постапување на Бучковски, обидот за не да не го спомнуваме Карпалак и други каде што загина резервисти, каде што најголемата одговорност беше на Министерството за одбрана и армијата која не постапуваше, односно не прати хеликоптер како претходница на конвојот на прилепските резервисти кој ќе беше спречено тој автобус да биде нападнат и запален. А и така да морало да биде по... Така мораше да биде согласно сите договори кои ги имавме и настапувавме како заеднички безбедносни сили, правевме заеднички планови. Сето тоа беше предвидено при секоја промена на армискиот и полицискиот состав, бидејќи не можеш една единица да оставиш со месеци. Туку на 14 дена се правеше редовна замена. И тоа знаејќи го припадниците на УЧК, бидејќи одредени информации излегува и од овие институции на МВР и АРМ, за жал на некои албански
припадници кои тие информации дозволуваат да бидат злоупотребени, ја добија таа информација дека ќе се движи конвој, имаше група на Карпалак која беше спремна да А действува. хеликоптерот не ја виде, бидејќи не го пуштија. Воопшто не беше дозволено да прелета пред поминувањето на конвојот на резервните сили на армијата кои требаше ги заменат своите колеги. И сега зборуваме за системот. При што и Фрчковски и Бучковски беа не рехабилитирани, него повторно ставени во некаква употребна вредност во времето на владите на Заев, па и за Ковачевски остана некој од нив. Односно, Бучковски беше назначен за некаков специјален пратеник на Македонија во Бугарија. За преговорите за името. Во Бугарија, за идентитетските преговори, при што јас не бев свесен, но станав свесен слушајќи некои негови изјави за бугарски телевизии, дека тој човек има сериозно благопријатни чувства кон нашиот источен сосед, да не влегувам во ќе дефокусирам темата. А пак Фрчковски нели беше искористен како наш меѓународен представник во најмокната држава на светот, односно во Организацијата на Обединетите нации. Мора да нотирам, кога се децата во прашање, нели се вработувале во служба на државата или општините, кај што можеби нивните звучни презимиња им го овозможиле тоа, а можеби си биле и све по закону, све, нели, дека ради својот капацитет и стручност биле таму вработени, но секогаш народот ќе си го постави прашањето, чекај се, зборуваме за системот, така? Што правиме со системот кој што вработува звучно име и презиме пред квалитет? Што правиме со системот и милион други додавки на ова прашање може да поставиме. Во суштина, како јас гледам на нештата, ние мора да се бориме, се разбира, против таквиот систем во кој што неспособни паразити ќе ја цицаат и уништуваат државата и после ќе покажуваат со прст кон други луѓе. Но на вистина, бидејќи системот сме сите ние со секоја наша постапка и ние како граѓани и сите луѓе кои што извршуваат одредена функција. Ако можам како заклучок еден да извлечам, луѓе со не најчисто досие или семејни кланови со не најчисто досие, да повторам по 100 пат, немам проблем да се бунат. Апсолутно. Треба да се бунат. Демократско право е на Демократско секој, право е. Од друга страна се. И не сме во една држава сите да размислуваат исто. Не сме. Тоа е ужасно штетно. Сите да размислуваат исто. Меѓутоа, мене најмногу ми пречи злоупотребата на емоциите. Ако за 2001 година зборуваме, како се викаше тогаш, ВМРО-вската војна дека се води, дека не треба се пријавуваат. Дека ВМРО е договорила војната, а ние знаеме кој под притисок на меѓународната заедница, формирање на широка коалиција, претходно недозволување прогласување на вонредна и воена состојба, каде што и армијата ќе ги добиваше сите легитимни права, на секоја педа од територијата на Македонија се спротистави на тероризмот. Значи, прво недозволување да се донесе воена состојба, влегување во власта со цел да се обструираат сите институции клучни за одбраната на земјата, како што беа одбрана и МВР. Ако тоа не е злоупотреба на трагедија, јас не знам, тоест злоупотреба на војната, воено профитерство, така? Точно. Многу лоши чувства ми буди тоа што за жал, како НЗС може да излечеме дека постои известна структура. Не знам дали е таа идеолошки различна од другите, или пак можеби други елементи функционираат во рамки на таа политичка структура. Подземје, разузнавање од кој знае каде. Меѓутоа дека овој модус операнди е срамен и мора да престане, јас немам никаква дилема. И затоа сакам да зборуваме за овие работи, за просто луѓето да, како викам на крај на секоја емисија, гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Мора ние да им го скратиме просторот на
на таквите лица. Зборувам, секој еден граѓанин треба да се бори на начинот на кој што го има. Вие со вашата експертиза од безбедноста, јас со просторот кој што го имам и вечерва комуницирам со десетици илјади, можеби стотици илјади граѓани кои што ја гледаат оваа емисија. На крај, една проценка вака ваша би сакал да направите. Што мислите дека ќе се случува во следниот период, имајќи предвид дека доаѓаат локални избори на есен, кои што ДУИ ги чека веројатно многу, или пак многу повеќе од СДСМ, кои што се уште ерогирани. Мораме пак за политика да зборуваме, бидејќи гледаме дека тоа влијае врз општествените процеси. Претходно имавме за ден на албанско знаме исто некои обиди за субверзивни действија, палење на знаме, галванизација, зголемување на меѓуетнички тензии. Од друга страна, Република Српска е како што е, во Романија е како што е, Србија е нон-стоп онака како што е. Возможно ли е да има обиди за некаква по-сериозна дестабилизација во Македонија до есенва? Со самиот факт што ДУИ на никој начин не може да се врати во владата, а научени се повеќе од 20 години да практикуваат власт во Македонија, како и неуспешноста на СДСМ да ја врати довербата на поранешните своји членови кои се одлеа и во друга партија која е сега дел од владата, значи овозможува и ќе направат се да дестабилизираат, да створат вештачка криза, да оневозможат ова што работи сега владата на Република Македонија, посебно во делот на Министерството за внатрешни работи. Јас можам да потврдам дека ваков успешен министер, кој за кратко време, за 9 месеци презема толку обемни и толку клучни акции, знаеме 20 години какви проблеми имавме со бандитите од Бела Ноца, од Дуќанџик, сето тоа, тој не само што ги разоткри, обид да се притвора, да не дојдеше до пробив на информации и бегство во Дубај на одредени врвни членови на тие групи, сега ќе беше уште подобра ситуацијата на безбедносен план. Немаше да се дозволи, морам да потенцирам и двајца пензионирани припадници на МВР беа под истрага, бидејќи соработувале со Дуќанџик, со кланот Дуќанџик и давале информации на нив. И тоа беше откриено во време на министерот Панче Тошковски. Значи, да не зборувам за овие сега последни, за она што Сокол, поранешниот директор на Шутка, на затворот Скопје, го правел, сите тие информации кои излегоа во јавноста, што се случувало во тој затвор, сето тоа говори за деструктивното однесување на СДСМ за претходните 7 години, а најголема одговорност треба да поднесе поранешниот министер Оливер Спасовски. И мислам дека сегашниот министер Панче Тошковски, доколку продолжи со овој несмален интензитет на откривање на кривични дела, поготово во ДУИ, видовме Агенција за обезбедување од Кичево, 2СС, која во соработка со ЈПДП, какви криминали правела, колку пари испумпале од буџетот, а не го почитувале договорот 24 часовно обезбедување, биле присутни само во една смена. Да. Сите тие работи, доколку продолжат и во понатаму ќе се свати дека нема друг начин за борба против криминалот и корупцијата. Тоа е најдобриот начин. Не е тоа што кажува ДУИ, дека е тоа селективно, не е точно тоа што кажува СДСМ, дека некои од МВР бегаат од одговорност. Самиот факт што државниот обвинител избран во нивно време и во целиот овој период на случајот за Кочани постапува заедно со Министерството за внатрешни работи, со притворени на огромен број на лица. Има јавно цела слобода, секоја поддршка возможно му е дадена да прави што смета дека треба да прави. Сето тоа е потврда на вистинскиот... Овде батали политика да и изработи работата како што треба да ја работиш. Тоа е единствениот начин за справување со организираниот криминал и корупција. Добро е што инспекцијските служби се разбудија, треба да се доекипираат. Сите разбираме дека одреден период не биле потполните, нивните систематизации немаат целосен капацитет. Се тресат сега и транспорти врски ги тресе лиценци на градежни компании и така натака. Едноставно препознате овој wake-up call дека со леко и со кроце нема да функционира, дека е потребен длабок рез. За жал, тоа ни го покаже ужасен
трагичен настан, но е неопходен длабок рез и сите треба да учествуваме во тоа. Така, опозицијата треба да ги поддржи тие потези, а не да го напаѓа министерот за внатрешни работи, да бара оставка од него. И левица бара оставка. Јас не можам да ги прокнижам никако. Со ништо, какви идеи. со никаков аргумент не докажува дека Министерството не постапувало во изминатите 9 месеци согласно сите законски овластувања. Дури имаше една државничка позиција на двајца поранешни великодостојници во СДСМ, Гордан Георгиев и Зоран Јовановски, кои што меѓу другото претпоставувам, нели, како искусни луѓе, луѓе. Мораме да ја поддржиме оваа власт бидејќи СДСМ не постои во моментов. И бидејќи се освен поддршка на државата да се бори, да се справува со ова, е работење против интересите на државата. Затоа што не знам, веројатно не е целта да имаме анархија овдека и да во див запад да се претвориме. Така да и од тој аспект прагматичен и практичен на политичкиот опонент, да, има луѓе кои што размислуваат разумно и трезвено, за разлика од овие кои што сакаат пак политички циркус некој да направат. Тоа е друг начин на злоупотреба и искористување на трагедија, но окей, нека им служи на чест. Народот, верувам дека препознава. Да. И искрено се надевам, за крај и за тоа би ве замолил за оценка и ќе се одјавиме, дека републичкиот јавен обвинител, кој што беше пред смена малтене, од низа издржани причини, дека нема да се обиде и тој да ја злоупотреби оваа ситуација и преку прецизното работење за овој случај да се амнестира од постапување по другите случаи. На крај на денот, ајде да отвориме модуларна болница, ајде да отвориме Бесатранс, ајде да отвориме Ласкарци, ајде да отвориме онкологија, ајде, уште што и да ви текне во минатото како случај, ајде да го преотвориме. Дај Боже, ајде да го отвориме 27 април. Да видиме зошто 8 година уште луѓе лежат во затвор за непостоечко дело. И така натака, и така натака. Да, мислам дека обвинителот Коцевски го препозна моментот со настанот во Кочани, дозволи широки овластувања, значи МВР да апси по добиени сознанија за вмешаност во овој случај, не постапувањето е клучно во одредени институции и добро е што викате доколку тоа се расшири на сите останати случаи кај што во изминатиот период загинаа многу голем број на наши граѓани, а ништо не беше превземено, нити процесуирано, нити има судска разрешница за тие случаи. Час поскоро мора тоа да се направи. Заради банките и коњите и сликите во МВР или за непостапувањето, тоест можеби атентатот не застарува, овие другиве се застарени. Тенковските делови се застарени. Фасцинантно, не ги знаев деталите на овој случај. Фактички купуваат нови делови за старо железо и Точно така. Но ако за нив не може да се покрене, да се реотвори некакво обвинение, тоа не е причина да се правиме, нели, налудничави или дека сме ноеви со главата во песок и да не знаеме кој што зборува и каква порака праќа во јавноста. Јас на крај ви се заблагодарил за споделеното време и искуство, секогаш е задоволство да се разговори, иако најчесто разговараме за теми кои што не се толку благопријатни, но нели некој мора да го прави и тоа. И до следната прилика, ако нешто имаш за крај, Горан, повели. Ви благодарам за можноста да ги појаснам големите дилеми кои се јавија кај јавноста, кои ги читав последниве денови на сите социјални мрежи, се појави и во медиумите, тие одредени експертски мислења на луѓе кои нанесоа штета на државата и затоа ви заблагодарувам за оваа можност и до следно некој видување. До следното гледање ти благодарам. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Ова беше разговорот со Горан Митевски, поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. Ние се гледаме повторно утре по 22:30 со, ако не се случи ништо вонредно во Македонија, да не зарекувам нешто комплетно поразлично од ова што изминативе недели го имате гледано во вечерното шоу. Што е тоа, ќе дознаете утре, до тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добро на Македонија, главата горе.